Добар ден до сите ученици од 6-то оделение. Денеска ќе ви ја презентирам последната лекција за оваа учна година по предметот географија за 6-то оделение. Последна лекција за оваа учна година, драги ученици по географија, е лекцијата за раси, култури и религии. За да ја реализираме оваа лекција, ви биде потребно пенкало, тетрадка и карта на свет, а може и атлас. Ако сте спремни, може да започнеме. Додека ќе читате оваа лекција, ќе треба да го научите следново. Кои се трите основни човечки раси на земјата, да ја опишувате разместеноста на населението според бојата на кожата, да знаете за појавата на мешаните раси на земјата и за религиите и нивната процентуална застапеност. Воедно, ќе ги користите и следните нови појми: човечки род, мелези, мулати, местици, замбози, христијанска, ислам, будизам, хиндуизам и атеизам. Сега да видиме кои раси се застапени на земјата. Сите луѓе на земјата припаѓаат на еден ист човечки род. Меѓусебните разлики се во бојата на кожата и некои други специфичности, како например формата и бојата на косата, растот, формата на лицето и друго. Сега, според бојата на кожата, постојат три човечки раси: бела, жолта и црна раса. Ученици подолу на сликата се представени дечиња од трите човечки раси: дете од црна раса, жолта раса и дете од бела раса. Тука имаме една занимливост што е издвоена. Значи, колку е мешано населението во Бразил, пример е нивната фудбалска репрезентација. На планетата Земја денес најбројна ученици е жолтата раса. После неја следи белата, а најмалку застапена е црната раса. Значи, имате тука како изгледа човек од бела раса, од жолта раса и од црна раса. Сега, со текот на времето, дошло до мешање на овие три раси, при што довело до настанување на мешани раси, така наречени мелези. Со мешање на белата и на црната раса настанале мулатите, а со мешање на црната и на жолтата раса настанале замбозите. Сега да видиме култури на планетата Земја. При средба на два различни народа или етнички групи секогаш доаѓа до размена на идеи, технологии и култури. Белекот на едно културно наследство најчесто се представува преку јазикот, обичаите, семејството, почитувањето и друго. Тука, ученици, на оваа слика може да забележите народна носија, тоа културно наследство. Значи, за сите различни култури и народи имаат своја посебна народна носија, која што го одбележува нивното културно наследство во текот на времето. Сега да видиме кои религии се застапени на планетата Земја. Сите вие знаете дека светското население денес брои околу 7 милиарди жители и поделено е на неколку поголеми религии: христијанската религија, исламот, хиндуизам, будизам и јудизам. Сега да видиме за христијанската религија. Христијанската религија денес е најбројна во светот со околу 2,3 милиарди верници. Христијаните според црквата се поделени на православни, католици, протестанти и други помали групи. На овие две слики се представени, ученици, обележјата на една христијанска религија. Ова е Библијата, тоа е светата книга во христијанството. На оваа слика може да забележите како едно девојче се моли. Значи, молењето на Господ и вербата во Господ е специфичност која е карактеристична за христијанската религија. Исламот со 1,7 милиарди е втора религија по број на верници. Најголем дел од верниците во исламот се сретнуваат во Азија, а помалку во Европа и Африка. Тука на сликата може да забележите
како се молат луѓето кои што веруваат во исламот. Значи, следбениците на исламот се нарекуваат муслимани, а најдобро се дефинираат поред нивната света книга Куран. Значи, ова е исламски објект, верниците се молат на овој начин. Клекнуваат на колена, веруваат во Аллах, ја читаат светата книга Куран и така го обележуваат исламот. Хиндуизмот е религија со околу 1 милиарда верници и најмногу ги има во Азија. Будизмот пак брои околу 380 милиони верници, а најмал број верници има индуизмот, околу 20 милиони, и верниците ги има на сите континенти во светот. Туку ученици треба сите вие да го стопирате оваа видеопрезентација, да ги запишете овие 5 прашања во вашата тетрадка и да дадете соодветен одговор. Значи, какви разлики постојат меѓу луѓето, на колку основни раси е поделено светското население и кои се тие, кои се најзастапени мешани раси и каде најмногу се застапени, кои се најзастапени религии на земјата и со колку население е застапена христијанската религија и на кои континенти. Кога ќе завршите со слушање на оваа моја видеопрезентација, ќе одговорите на овие 5 прашања и ќе ги презентирате пред вашиот соодветен наставник во соодветното училиште. За крај, ученици, од оваа лекција, како од сите претходни лекции, имаме нешто што е незадолжително, меѓутоа служи за оние ученици кои што ги интересира и сака да научат повеќе. Значи, треба да го прочитаме следното. Народот на племето Туарези во Северна Америка живее онака како што живееле нивните предци пред 1000 години. Европа е континент каде се зборува на повеќе од 30 различни јазици. Курдското население со 18 милиони жители нема своја држава. Во Австралија и Нов Зеланд најголем процент од населението припаѓа на протестантската црква. Во Индија се зборува на повеќе од 500 различни јазици. Тоа би било се, ученици, за денешнава воја последна лекција за оваа учебна година. Ви благодарам за извеното време што ја слушавте оваа видеопрезентација и ви посакувам пријатен и незаборавен летен распус. Ви благодарам, ученици, и до гледање.